Бајна е, види што ме направи. Многу убава зграда, бе, многу. Па и сијалици, клале и тие, види. На Google гледаш што пишува, вика Кит офицерски дом од лани е прогласен за културно наследство, паши. Што збориш? Почнале во града 909 година, па почнале војните во меѓувреме и го доградиле дури 10 години подоцна. Браво. Браво. Само нешто мислам јас. Ја утнавме сезона, на есен треба да ме ние битове. Оќе е манаки. Тоа беше убајна, шетет глумци, глумици, ни широк сокак милина да тие. А знаете дека има снимано и многу филми натре. Знаеш колку филми има снимано, Стефче? Знаеш? Што правиш, бе? Селфи бе правам? Селфи правиш. Со ова убава зграда селфи правиш. Да бе, со офицерскиот шо. Ето која нагардви фасадава, море да бев јас ко тебе. Сега овде некој чувар ќе дојдев и ќе ти наплатев дебело за оваа фотографија. Ало, Охрид, смири се малце, селфари нали ќе почне да наплаќате, да? Не, ќе ти се чудам. И ако сакаш барем да сликаш нешто чудно, со ова се сликат, не со тоа апаратчето. Држи, ти со направи ни едно селфи, ајде. телефонов ми побара пари, сега со ова кузне како е да направам. Што правиш, море? Не можеш така. Не можеш да не видиш, земи го вака и клај го окото на тоа. Така, сликај. Ај на здрави. Фала. Ова е селфи. И клај го таму на интернет и видиш колку лајкови ќе добиеме. Вау! Шо бе, гостери бе, мајко, са. Види, ваму се. Тепче овак ти плесни на глата, 2 дена не ќе знаеш да зборовиш. Знаете што ме правено дека порано? Игранки. Омај тя замисли дека го била е. Јас мислам дека многу дами овде имат паднато на офицерски шал. Ана. Стефче? Ај ти малце поиграш. Не бе. Ајде, ова 19 век, 21 век сме сега, ќе сум играл валцери, многу си аут, стрезо. Што сум? Аут. Јас сум аут. Ако сум јас аут, тогаш ти добиваш еден пенал. Тогаш ти снимај, а јас ќе си уживам во бајнава. Буди му се. Без пари пенкалца. Не! Не е последно вакво нешто да ви кажам право, ми се припи кафе на Тумбе кафе. Тумбе кафе, на широк сокак бе. Добре. Ајде па, ајде ќе одиме. Ама кој час ти? Сте со Стефан? Абе, каде отидовте, дечки? Се прашувам од каде таков мир на бродот. Гледаме бранот ко крева хоризонтот и бругот ќе стигне на нашиот брег. Но кој може да расипе еден ваков ден? Никој немој да расипи ваков ден. Ајде, добре дојдовте во во град Битола, градот на конзулите, градот на клавирите, значи на конзулската музика, на традицијата и наследството. За овој гостопримство, кое што ни го направи уште во бифето.
Знам дека такси возењата за тебе не се чудо, туку се секојдневни, или пеш или за такси. Да, јас не возам такси, ама користам. И... Обавезно да се врзите, заш казни не ви плаќам јас. Да, спонзор МВР. Бранко, кога ќе се спомене Битол, асоциација се Каролина Гочева и Фолтин. Колку луѓе ќе прашувате, толку ќе има референтни личности, битни за секого различни. Но културната сцена како да ве има вас во својот центар и многу работи кои што се случуваат на полето на театарот, на полето на филмот, се врзани директно со музиката и она што го прави Фолтин изминативе години. Па добро, во нашиот животопис и луѓето што не пратат, така е. Ние од самите почетоци, кога почнувавме со кариерата, така е подвоивме кариерата. Едната беше концертна активност, а другата беше правење и изведување воедно на театарската музика. Уште 27 година од првиот концерт. 27 години Фолтин. А што значи Фолтин? Не, па кажувам, тоа е моја проценка. Фолтин, тоа е лична именка, собствено име. Кога бевме студенти со еден член од тогашен член од групата, размислувавме за имиња во Скопје бевме студенти, тој читаше од Карел Чапек, композитор од Фолтин, и некако немаше интересно решение, и јас ми ја предаде книгата да ја читам, и јас некако ми се причини соодветно како на децата што им се даваат имиња постоечки, собствени иминки, меѓутоа ова да е нешто што нема да е препознатливо на прво, да биде малку загадочно, го зедов тоа име некаде презиме Фолтин, во Германија и во Чешка. И така, подоцна ни се јавува луѓе, вашата група се вика како мене, или се презива како мене. Најпрво работевме, пеевме на некој измислен јазик, на некои фонетски имитации на јазиците што ни се допаѓа. Ако сакаш да отидеш негде не го знаеш јазикот, го имитираш, го поддржаваш тој звук на јазикот. Значи само на тоа е естетско ниво, да, игра. Значи, тона песна не се вика Пипалата на октоподо. Не, па сега зависи како сакаш да гледаш на тоа. Инаку, како Џон Ленон што правеше, ние не знаејќи дека тој така отворил весници и купувал стори, ние го отворивме весникот и тогаш беше баш она аферата со Тант. Голем хедлайн, голем напис и наслов. Пипалата на октоподот беше насловот. Го затресовме весникот и така, некако метафорично да се изразам, испадна и се прераспоредија тие слогови, онака пипа, лапата, така. Инспирација од една социјекономска политичка ситуација, која што ние многу ретко ја разработуваме кај нас. Ако живееш во Охрид и во Битола, нема да ти биде туѓо културното наследство кое што екзистира тука, и затоа е веројатно толкова провокација. Што не довте провокативно, ако Хераклеа ти е тука веднаш? И го имаш приказната, да речеме, ако зборуваме за љубовта на Кемал Ататурк и на Елени зад себе, што беше друго провокативно да се пее, да се пишува, да се четка? Многу сме спори. За битолски возници? Да, свират. Па да, прописно возиме. Градот те формира. Тука си роден, тука си растел, тука страдаш, тука крвавиш, тука гиниш. Сега малку и битолски уфрлив. И тоа те формира. Сега Битола морам да кажем дека имала влијание. Не толку како конзулски град, колку како некој милие на битолчани кои што биле околу мене, па ние така сме формирали група, колектив кој што заедно правел музика. Да не беа тие луѓе, јас немаше да бидам ваков како што сум. И сега јас имам чувство дека помалку како на полиграф да те ставам. Ставиме. Ама во суштина... Да не се скршат објективите. Ама полиграф е една твоја стихозбирка, исто како Срчки, исто како и Креветизам и Хоризонтала. И Пијан Слави како
да имаше потреба да се изразува повеќе поетски, тоа да не биде преточено толку интензивно во музика како што се случува со Фолтин? Не знам. Јас и кога поетски се изразувам, имам тенденција тоа да го правам на многу мелодичен начин. И затоа во коментари луѓето ми викаат: "Еј, јас слушам веќе песната." Ама Пијан Славеј кажува нешто поинаку од она што го кажува Фолтин. Овој Пијан Славеј е многу романтичен, лиричен. Како вика кога го прашале овој Толстој, што сакаш да кажеш со војна и мир, тој кај па немаше да пишувам толкава книга. Ако можев да ви кажам така, значи ако може само во песни што се адаптирани со музика тоа да го како овие албуми, немаше да имам потреба да го издрам. Значи има песни тука што на никој начин не можеш да ги преточиш во музика ако не ги адаптираш. И затоа се овие мали джепни книжулиња, збирки. Да знаеш, ние охриѓаниве на сиве битолчани го имаме земено тто. Да, за Сите тост. тта се во Охрид. Во битолја т нема. Само во тост нема, така? Само во тост нема, да. Знам. Ваквите животни ставови лесно да се имаат ако живееш во Пелагонија, каде што околу Битола има повеќе од 200 тумби кои што кријат неолитски населби и каде што веројатно нашата минливост е мощно евидентна. И ако одиш по светот со својата музика и ако Европа те препознава по музиката која што ја носиш, убаво ви е. Убаво е. Убаво е. Глобтротерството, шетањето, мисионерството, да речам и онај дел на дипломатија. Супер ти е кога некој ќе рече: вие македонците како знаете нешто добро да направите. Нормално дека е убаво. Човек мора да е, колку што е со чувство на индивидуалност, тој мора да е со чувство и на колектив. Не би можел, како беше она, ниеден човек не е звер за сам со себе да може да живее. А Сартр па викаше другиот е пеколот. Па во таа диалектика тука некаде се раѓа и размислувањето за човекот и за општеството, за поединецот и за групата. Каде по светов или каде по Европа ви беше најубаво чувството? Каде во Европа ви беше најдобриот концерт? Што го паметите и вака си го чувствуваш во стомакот си уште? Во Париз сме свириле многу добро на многу добро место. Значи сите компоненти беа погодени за да биде совршено совршен како се вика тоа, совршен спомен, сувенир. На Брод свиревне на Сена, беше секако што треба, озвучување, народ, ние, расположение, авантура, среќавање нови вистински луѓе и така. Батали Франција направиме еден концерт Охрид на Брод, Франција. Охрид на Брод сме свирили и тоа беше прекрасно. Знаете, ми отвори тема. Јас знам зошто си тука и многу ми е убаво целиот муабет кој што си го правиме, особено што некако си ми е сосема соодветно поврзување со културниот капитал кој што го носи ова подрачје, особено што имам еден пријател, мислам дека го познаваш, Гоце Наумов, археологот кој што исто и по музичка линија знам дека сте блиски. Колеги. И тој многу често е тука. Јас сум пејач. Него токму го повикува тука слоевитоста на цивилизациите кои што постојат во Пелагонија и токму затоа често е во Битола и во Пелагонискиот регион комплетно. Може да го сретнеме доколку си расположен? Да, јас имам фотографии од таму каде што се прават и истражувања. Сега специјално Да? носам нешто, ситуација имав пред 20 години со породин, па ми текна да донесам да видиш, меѓу другото, слики од породин. Што го насред село, како куќе со чардак.
Знаеш дека ова е близко до тумбата. Оваа куќа. Има тумба таму кај породен. Јужно. Си има таму во неолитот си има тумба. Па баш е неолитска и многу голема. Истражувањата во Битола се фокус на ова што го правиш ти. Па да, и Породин, односно Велушка тумба до Породин е едно од тие места. А ќе не носиш таму? Ако имате трпение и желба, секако. Фала многу, Бранко, за оваа убава прошатка која што направивме. И се гледаме повторно на концерт. Гоца, ние може да појдем. Ајде, одиме. Ајде. Фала. Чао. Ајде. И што се случувало во овие населби? Токму Велушка тумба е едно од тие населби кои покажува дека неолитските луѓе живееле стотици години во овие така наречени вештачки формации. Впрочем, овој ѕид што го гледаме всушност е показател на слоевите кои се формирале во тие 300-400 години додека се живеело на Велушка тумба. Тоа е всушност нашата работа да преку археолошкото ископување, преку вакви сонди, детално ги забележиме сите остатоци од неолитот што се наоѓаат во овој простор кој го нарекуваме сонда и на тој начин многу екзактно и прецизно го интерпретираме она што се случувало во неолитот. Така на некој начин ние сме всушност форензичари на предисторијата, бидејќи секој предмет се мери, се фотографира, нивните соодноси се бележат за да се види што се случило во последните мигови пред да биде напуштено да речем ова живеалиште или овој слој. Добро, Гоце, зошто требаше да се дојде токму тука на Велушка тумба? Па бидејќи таа е една од најдобрите представници на неолитот во Пелагонија, а Пелагонија го има еден од можеби најпрекрасните неолити во Европа и во Македонија секако. Ако ова е нашето културно наследство, а е, каков е нашиот однос кон нашите предци? Кога совесно се работи одговорни, кога институциите може да ја работат својата работа и да се грижат за културното наследство, навистина успеваме да представиме предмети од неолитот и од другите преисториски периоди и секако од антиката и средниот век, кои се голем репрезент на Македонија, мислам и на секоја друга држава. Но за жал се уште имаме проблеми со таа несовесност и се трудиме да им посочиме на инвеститорите дека треба да внимаваат на културното наследство и да во фазата пред да почнат со било какви интервенции, да возможно да се истражи сето тоа и после државата ќе реши дали тоа треба да се остави какво што е или да се овозможи понатаму и градење на истото место. Значи, културното наследство е нашиот амбасадор по светот. Дефинитивно и тоа во многу прилики го имаме потврдено и многу генерации пред нас. Од страна на многу македонски институции се организирани повеќе изложби како во Македонија, така и надвор од Македонија со различни предмети. Дали се тоа оние познати винички икони, дали се златните маски кои сега се во исто фаза на изложување во Македонија, во Бугарија и во Србија, што е еден прекрасен проект. Дали се тоа антропоморфните предмети од неолитот кои исто така беа изложувани во неколку наврати. Дали се овие предисториски предмети кои ги има во Битолскиот геоглискиот музеј и во Прилепскиот музеј кои во моментов се изложени во Америка, или дали се тоа иконите кои беа изложени во Франција во неколку наврати. Сите тие изложби покажуваат дека всушност ние имаме и текако големи амбасадори во нашата земја, кои треба да ги почитуваме, за кои треба да се грижиме и кои треба уште повеќе да ги акцентираме како представници на културата на ова поднебие, кое нели има свој палеолитски, неолитски, бронзенодобни, железнодобни, антички и средновековни корени. Гоце, овој муавет нека биде апел за поголема свесност за се она што кријат тумбите во Пелагонија и за се она што е наш капитал во културно наследство кој што е најсоодветен промотор. Фала ти многу што не донесе тука. Благодарам што дојдовте.
се допаѓа архитектурава. А да ве носам јас сега до Скопје, да видите што значи кога ќе се остави и архитектура и творештво во наследство. Куќата на Лазар Личиновски и сите негови дела и се оставени на државата. Ќе ве запознам со Ема Петрова. Таа е конзерватор и ги реставрира во моментов сите дела, слики на Лазар Личиновски. Ај одиме. Добар ден! Ова е лабораторијата на Националниот конзерваторски центар. А ова се делата на познатиот реномиран македонски уметник Лазар Личиновски. Во моментот, во нашата лабораторија се наоѓаат 13 дела кои се предмет на конзерваторско-реставраторска постапка од куќата на легатот на Лазар Личиновски. Ема Петрова е конзерватор по штафелајно сликарство. По 1000 реставрирани дела, денес е одговорна за новиот живот на делата на Личиновски, кои од неговата куќа сега се наоѓаат во депоата на Даут Пашиниот Амам и чекаат на незината дланка. Куќата во текот на самиот процес на трансформација од приватна во државна собственост беше напуштена. Тие се во незавидна состојба, бидејќи го имаат преживеано и Скопскиот земјотрес. После земјотресот многу дела беа оштетени. Некои од тие дела ги имам реставрирано и изминативе 30 години. Значи, се работи за механички оштетувања. Еве гледате, има микропукнатини, макропукнатини, отпаѓање на боен слој, пожолтени лакови, патина, нечистоти, дури на едно дело имаше на читателката од задната страна, како што паднал земјотресот, неговата палета беше цела залепена, па уште додека беше Зое, тоа го решивме, го отстранивме и Зое сега чита книга во добра кондиција. Предвидено е да се реставрираат 120 дела од творештвото на Личиновски, а до денес завршени се 13 од нив, од неговата рана сликарска фаза. Во дланките на Ема се наоѓаат цртежи, скици, масло и темпера на платно, акварел, мозаици, таписерии. Сите тие го одразуваат македонскиот ген и живописниот пејзаж. Додека трае процесот на конзервација на делата, трае и процесот на реконструкција, нели, на објектот, односно ателјето на Лазар Личиновски. И се надевам дека паралелната работа на крај ќе овековечиме, нели, со една убава изложба. Планираме да бидат делата поставени во истиот распоред, нели, можеби со мали измени, реконструкција на библиотеката, на ателјето, на столчето на кое тој седел и до него пишува "Не ме вознемирува и додека работам", разбојот на кој се уште стои недоткаената таписерија, кутиите со камчиња на балконот каде што неговите ученици со вредните рачиња ги кршеле на ковалните камчињата, кои му помагале да ја изработи апотеозата на трудот. Делегацијата на Европската Унија во нашата земја со силни заложби го поддржува процесот делата на великанот Лазар Личиновски да се најдат во неговиот дом, во неговата куќа.
И покрај 30 и повеќе години работа, конзерваторката Ема пред делата на Личен има свој предизвик. Прашања кои си ги поставува и одговори кои ги бара во потегот на платното на великанот. Не може да не се соживееш со... Ја ретушираш убавата девојка која е на платното и размислуваш што било, каква била конверзацијата меѓу нив додека нели работеле во ателијата, во школските, училишните ателија, во што ли разговарал тој со Марсел додека бил на престој во неговото ателје, нели тој кај него специјализирал, што ли разговарале, што ли му раскажувал, каков ли бил животот во Париз, какво било кафето додека го пиеле, нели? Убаво е да се биде реставратор затоа што се дава живот, повторен живот се на едно дело. И многу важно е и многу голема среќа и задоволство е кога тоа дело ќе се најде на некоја изложба, а најинтересно е кога некој ќе дојде и ќе рече па што реставрирале овие, ништо не се познава. Тоа е нашиот најголем успех. Кога ние ќе ја завршиме реставрацијата, ништо да не се познава. Да биде такво како што го замислил тој во тоа време. Дечки, ова е куќата на Лазар Личеновски. Тука треба да бидат вратени сите уметнички слики, таписерии, мозаици кои што ги има направено тој и неговите ученици. Типче, знаеш како се вика тоа мозаикон онде горе? Небата стрез, ај ти кажи. Апотеоза на трудот. Правен камче по камче. Камче по камче. Убајна, види локација. И сето ова е во наше наследство. Ќе можеме одблиско да го видиме кога ќе се отвори мултифункционалниот центар. Токму тој момент го чекам и заедно може да појдеме. Се надам дека ќе биде брзо. Затоа што ова е за нас куќата оставена како културно наследство на државата и мислам дека тогаш уметноста на Личиновски ќе биде поблиска до сите нас.